Во однос на оваа тема, јас и по претходните денови имав повеќе пресови, кои што се однесуваа токму на таа, како што кажа и ти, груба партизација на јавната и на државната администрација. Она што е симптоматично, колега Илиовски, е тоа што СДСМ се уште се однесува како опозиција, односно неодговорно, непрофесионално при именувањето на кадрите на првите луѓе на клучните институции во нашава држава. Затоа има безброј примери на кој начин тие се именувани. Изгледа и дека главниот клуч кој што е потребен и главниот влез за вакви кадровски решенија е, како што кажа еден колега од СДСМ, партиската книшка е главниот влез за сите тие клучни функции во институциите на нашава држава. Сакам да кажам дека сите тие први луѓе на државните институции во целост се поставени на нетранспарентен начин. Што значи тоа? Тоа значи дека законите се грубо прекршени. Најпрвин при разрешувањето на претходните функционери кои што биле на таа функција и именувањето на новопоставените. Сакам да кажам дека овие луѓе се примани без јавен оглас и многу од нив не ги исполнуваат условите кои што се предвидени во законите соодветни за институциите на кои што тие се поставени. Во таа насока сакам да кажам дека еве директорот на Агенцијата за државни службеници, кој веќе ќе го имаме и како предлог за именување на утрешната седница во Собранието на Република Македонија, единствен клуч, најверојатно и за него, е тоа што е член на извршниот одбор на партијата. Со ова СДСМ покажува дека не сака квалитетни кадри, дека не сака професионални кадри и дека членот 16 за именување на директори според Агенцијата за државни службеници во овој случај не е испочитуван. Да објаснам за јавноста што значи тоа. Тоа е дека за директор на ваква институција не смее да биде поставен човек кој што е член на органите на една партија. Значи, тоа е предвидено со закон и тука сме сведоци на еклатантно кршење на овој дел од законот. Со тоа уште еднаш да кажам дека СДСМ, иако ветуваше транспарентност во предизборната кампања, иако ветуваше професионални кадри, иако се залагаше за многу други работи, овие неколку денови сме сведоци дека тоа всушност не е така. Дека единствено СДСМ сака да дојде до фотелите и единствено послушниците кои одработиле за тоа имаат право на тоа и да се повикаат и да бидат именувани. Сменети се многу директори на државни агенции, институции, како директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, директорот на Државниот завод за статистика, директорот на Државниот архив, директорот на Агенцијата за контрола и надзор на управата за безбедност. Така да во овие денови ние гледаме постојано како тоа се крши. Се повикавме управниот инспекторат да реагира на сите овие прекршувања, груби прекршувања на законите. Меѓутоа, одговор од управниот инспекторат не само што не добивме, туку СДС на седница на влада грубо го разреши претходниот директор на управниот инспекторат и постави свој човек кој што нормално нема да постапува по однос на сите тие кадровски решенија кои се поставени на незаконски начин. Колега Илиовски, јас комплетно верувам во грубата партизација која што, иако не се јавно декларираше дека ќе биде и најавите за промена од чистачка до директор, на тоа сме сведоци и во минатото, пресметка со неистомисленици, политички неистомисленици, така да и досега и од сега верувам дека ќе имаме такви многу примери на кои ќе биде сведок македонската јавност, па ќе може сама да процени дали тоа што го ветуваше СДСМ за време на изборите, сега вистински го применува кога ја има власта во своји раце. Еден таков пример би нагласила и во моментов еден оглас во Министерството за надворешни работи. Нема да именувам личности, меѓутоа
СДСМ очигледно и огласот го распишува по партиски клуч, човек кој што одработи за шарената револуција и невладините провладини Соросови организации. Така да, тоа е само уште еден пример во низата од многуте примери кои се деновиве присутни во јавноста, за кои што јас претходно повеќе пати ги повторив. Колега? Колешке, јас само би надополнал уште неколку работи. Значи, ние како партија пред се реагираме на незаконските промени на директорите и раководни лица и на незаконското поставување на нови лица. Значи, нормално е дека кога една партија ќе дојде на власт, некои работи сака да ги промени, нормално дека си има нејзина политика кој што сака да ја спроведи и нормално е дека ако смета дека некои луѓе не можат да го остварат да ја остварат таа политика што таа ја протежира, дека ќе изврши одредена корекција во раководните структури. Меѓутоа, мора да сме сите свесни дека државната, јавната администрација мора да биде професионална. И при секоја промена мора да се почитува законот. Која порака ја испраќаме на граѓаните ако како влада не го почитуваме законот? Ако вршиме промена незаконски. Ако во законот бара едни услови за да новиот кандидат, тоест новиот раководител на таа позиција бидат исполнети, а вие свесно го кршите законот и поставувате луѓе кои што не ги исполнуваат тие услови. Како граѓаните утре други ден, ние како влада, тоест како тие како влада, ќе бараат од граѓаните да се почитува законот, кога самите тие не го почитуваат законот. Значи, флагрантно кршење на закон, флагрантна партизација на државната администрација. Значи, едно е кршењето на законот и втората работа која што ја спроведуваат е поставување очигледно партиски послушници на раководни позиции, за да можат утре други ден да ги спроведуваат партиските задачи кои што ќе бидат испоставени од страна на Социјалдемократскиот сојуз. А инаку, она што спомнавте за огласот во МНР, еден активист на шарената револуција явно се пофали на социјалните мрежи дека за брзо време ќе биде вработен во Министерството на надворешни работи, после неговата фалба за 1 до 2 дена излезе оглас на кој што според критериумите кои што ги бараат во огласот, јасно е дека веројатно е распишан за него. Значи, однапред се распишува оглас за човек кој што однапред кажува дека ќе биде вработен во државната администрација. Каде е тука принципот на конкурентност, на непристрасност, принципот на избор на најквалитетен кадар? Тоа е за кој што ние како партија реагираме и ќе реагираме и натаму.